Пред 31 година во Мала Речица се роди иницијативата и првите часови од Универзитетот на албански јазик. Властите на СДСМ во 1995 година не ја разбраа потребата од студирање на мајчин јазик албански јазик. Пред 21 година донесен е закон за формирање на државен универзитет на албански јазик. Од 2004 година тој е петата високошколска установа финансирана од државниот буџет. Албанците веќе студираат на 3 универзитети со развиени научни дисциплини. Гостин во ова издание на Трилинг ќе биде ректорот на Јусиф Зендели. Добро дете во емисијата. Добро ве најдовме и ви благодарам за поканата и за можноста да ја презентираме актуелната состојба на Универзитетот во Тетово и нашите перспективи. Благодарам. Господин Зендели, колку факултети и студенти во моментот брои Универзитетот во Тетово? Значи, Универзитетот во Тетово се организира и функционира во 13 факултети. Само во прв циклус на студии имаме околу 100 наставни програми. Сличните наставни програми се организират и во втор циклус, односно магистерски студии. Имаме и докторски студии, меѓутоа, знаете, тие се ограничени програми во секој универзитет. Бројот на нашите студенти, значи, е над 8.000 студенти, 8 до 10, варираат, бидејќи понекогаш, знаеш, некој престанува или иде надвор. Значи, ние во ниво на државата, како што знаете, сме втор универзитет врз основа на бројот на студентите, меѓутоа мислиме и врз основа на квалитетот, пошто не треба да се мериме само со бројот на студентите или факултетите или наставните програми, туку имаме и законска, и морална, и образовна обврска, значи да имаме и квалитет, тоа е, мислам, и целтата на секој универзитет. Господин Зендели, во јавноста превладуваат две мислења. Едното дека овој универзитет е под капата на ДУИ, додека мајка Тереза е под капата на ВЛЕН. Има ли некаква политичка нитка и допирна точка со политичките структури? Ви благодарам за прашањето. Значи, ќе ви давам конкретна слика. Значи, Универзитетот во Тетово функционира само врз основа на Законот за високото образование, пошто сум професор по уставно право, значи врз основа на уставот, меѓународни конвенции, статутот на универзитетот, правилниците и сите други институции, реално ви кажем и многу одговорно, еве јавно, ние ги викаме, значи се наши партнери, мора да имаме соработка со сите институции и значи ги цениме работата на политичките партии, меѓутоа работиме целосно независни. Значи ние секогаш викаме без разлика кој е на власт, кој е на опозиција, тоа е работа на граѓаните и ние гласаме како граѓани на неделата кога се изборите. Меѓутоа, многу одговорно ви кажувам дека можете да направите, еве, некоја анкета, вие се слободно имате тоа ваше право, во университетот ќе гледа дека ова е реалност. Значи, и јас посебно сум вложил голем труд, можеби знаете, јас сум генерација од првите студенти, сум бил декан на правен факултет, председател на студентска унија во тие времења, сега ректор на университетот и секогаш сум борил, значи, университетот да биде самостоен, значи независен од, како да каже, влијанието на политичките партии, меѓутоа да бидеме реални, ние секогаш бараме од сите политички партии, значи секој што може да направи нешто добро, некој предлог, не само за универзитетот во Тетово, туку у целост за високообразовниот процес во Република Северна Македонија е добро дојдено. Меѓутоа, во овие работи, еве, одговорно кажувам, ние сме само партнери. Никогаш, значи, да имаме влијание. Господин Зендели, на УКИМ има македонски јазик се изучува. Зошто на ДУТ не се изучува македонскиот јазик? Ние имаме посебна катедра, значи во филолошкиот факултет. Значи има професори од сите националности, ние не ги делиме и вие, и јас сум многу задоволен. Стварно многу сум задоволен од професорите, значи што го ја организират. И малку е чудно, можеби не треба и да се каже, фала Богу, до сега нема ниту една забелешка. Значи функционира, се организира, ние немаме такви проблеми. И кога имаме, значи, трибини, дебати, ги користиме јазиците, значи, немаме проблем. Имаме студенти и од многу националности, не сме се товарени, значи... Колкав е бројот на студенти на ДУТ кои изучуваат македонски јазик?
Значи сега со шифри ние не сме ги броеле ради тоа што ги почитуваме. Стварно, например, имаме многу случаи што доаѓаат, магистрират, завршат факултет и да ви кажам, еве еден случај, може би пред неколку месеци бев, со добра намера, тој заврши магистерски студии еден кандидат. Јас му викам, можем колега да те прашувам нешто? Да. Како завршивте? Дали сте задоволни? Дали случајно се осеќавте дека некој не ве служил како што треба или со друго око, бидејќи ме интересира и као професор ваш и као ректор? Не, ми вика професоре, може би професорите, администрацијата ги дискриминирале малку другите ради мене да ме почитува. Така рече тој студент. Јас бев задоволен бидејќи тоа ме обврска секој да се осеќа добро. Ова е наша заедничка држава и јас као ректор и професорите нема ниту еден товар и никогаш немаме таква грижа. Само се грижиме, например, да ги почитуваме и посебно кога некој зборува друг јазик, имаме посебна грижа, значи да се осеќа добро, нема такви товар. И покрај острите критики во јавноста околу предлог законот за високо образование, сепак владата и претседминистерката не се откажува околу носењето на нов закон за високо образование. Како ректор ве прашувам, но и како професор по уставно право, сметате ли дека нацрт решенијата околу новиот закон за високо образование се добри или имате одредени забелешки и слабости во тој дел? Сенатот на Универзитетот во Тетово донесол едно посебно решение за повлекување на законот. Зошто? Да се повлече, да се земат во предвиците забелешки, па после да се постави. Значи, јас као ректор ја почитував волјата на секој професор, бидејќи тоа е многу важен да гледаме. Меѓутоа, тоа волја треба секогаш да биде објаснето. Зошто не го признава, например, некоја одредба, некој член и како треба да биде. Дали ваков, каков што е предлог законот за високо образование за Универзитетот во Тетово е неприфатлив? Значи е неприфатлив, бидејќи ние имаме најмалку наши забелешки во 4-5 насоки, главно да кажем, фокусирани. Во кои делови се вашите забелешки во? Сега, значи, нашите забелешки се однесуваат во насока најпрви во докторските студии. Зошто? Бидејќи ние сега во моментот кога зборуваме сме жртва на тој процесот на рангирање. И, значи, ова го аргументираме, зашто сме против. Значи, тие одредби што се добри, не сме против и ние сакаме бараме квалитет. Меѓутоа, значи, има одредби што ја дискриминират работата на некои универзитети. Еве, например, институциите треба да организират рангирање на секоја трета година. Значи, има многу години што не е праено тоа рангирањето и ние станавме жртва. И ја знаеш како ја нареков од правен аспект. Таа одредба или тој член и постојниот закон може да се прогласи како мртва одредба, ако ме дозволите. Не можам да најдам друг од правен аспект, друг термин, бидејќи ако не се почитува, не треба некој да се жртвува за таа одредба. И сега ради тоа, не само за нас, тоа го кажеме бидејќи за еднината на сите високообразовни институции. За да имаме квалитет, значи треба да имаме и закон кој е во основа во согласност со реалната состојба. Сега и другото, во нацрт законот за високото образование, сигурно се гледале дека е предвидено во некој член, докторски студии може да организираат само највисоки 4 рангирани универзитети. Мислиме дека тоа не е добро, бидејќи тргнувајќи од фактот дека во државата имаме 6 јавни универзитети, барам тие нека имаат право, ако ги исполнуваат условите, не викаме без услови. Сега, ние условите ги исполнуваме, меѓутоа, знаеш, излегува процес на рангирање. Не сме против тоа. Меѓутоа, тоа рангирањето не се организира или се вика имаме едно рангирање пред 10-15 години, па сега како јас сум нов ректор, сум работил, сум давал мој труд и мислам дека во ниво на државата сигурно се можеби ќе земеме второто место, ако не првото. Ректоре, сметате ли дека помалку е девалвирано високото образование, особено се изгуби тежината на магистарските, докторските трудови? Долг период се зборуваше дека се изработуваат плагијати на научни трудови. Како вие гледате на овој наплив на
од плагиати до препишани магистарски трудови. Сега ова, почитувам, ќе ја врзувам со тоа незабелешките што ги имаме за овие научните списанија. Зошто ќе ја врзувам? Бидејќи понекогаш ние ставаме некои други нови критериуми. Еве викаме на пример ги користи меѓународна заедница, ова она, секако. Меѓутоа, мене многу е битно нашите критериуми. Еве на пример ние ги почитуваме сите и меѓународните медиуми, меѓународните новинари. Меѓутоа, јас као човек и као ректор најпрво сакам вас да ве почитувам. Ние имаме наши новинари. Тоа е што е наше, извинете на израз, наш производ, како да кажам. Тоа го сакам. Бидејќи ние имаме, например, наши списанија. Сега во нацрт законот се предвидува кога се избира професорот научно-наставно звање, да се користат само тие Web Science и Scopus. Не сме против тоа. Бараме ние, значи, меѓутоа бројот малку да биде пореален и например, да се прифаќат дел и нашите научни списанија. Ректоре, како да се спречи напливот на лесно добиени дипломи за релативно кратко време? Се завршуваат студии, брзо се магистрира, сведоци сме на голем број, многу често на плагиати. Како да се стави крај на овој негативен тренд? Значи, се разбира, треба казните да бидат строго, затоа јас сум строги казни. Значи, ако се најде некој случај, одма да се казни. Другото, мислам дека ова е потребна една попроширена дебата со сите други институции, бидејќи некои работи, јас мислам, не можат преку ден или ноќ само универзитетите или високообразовни институции. Мислам дека тој ако разговараме од педагошки аспект, сигурно нашите професори и од другите универзитети ќе викаат дека треба малку од педагошки да се гледат основно, средно, значи тој е малку врзен проблем. Меѓутоа јас секогаш викам дека треба да бидеме што по-транспарентни и, например, да ни се дава малку повеќе можност. Јас знам дека, еве, например, во земјата и соседните имат економска криза, меѓутоа не имаме потреба, например, за нов кадар. Сега, кога ќе имаме можност да се вработи некој добар квадар, значи одма ќе се повлече тој што не е подготвен. И мислам дека да му се дава повеќе можност на тие што се, бидејќи сега имаме многу дипломирани со магистратура, докторски студии, добар стварно ценет квадар и без разлика на национална, верска, тоа политичка припадност, дали е образовен, дали знае да се однесува, да ја земаме тој надолу. Зошто повеќе преферирате објавување на научни трудови дома, а не во научните, респектираните научни списанија надвор? Ви благодарам. Многу интересно прашање, стварно го ценам. Бидејќи вака, јас мислам, ако ние не ја цениме домашното, тогаш како? Ако ми дозволите минута, например, ние сме земја кандидат за интеграција на Европска Унија, така? Сега ние бараме да се интегрираме. Меѓутоа, јас му кажам и на студентите, ние, сите што живееме во Република Северна Македонија, како држава, има многу богатство. И ние сакаме да влезам, јас викам лично и као професор, као ректор, со нашите вредности. Значи, да не мислат некои дека ние ќе влеземе во Европска Унија и само ќе земаме. Секако ќе се коригираме. Ама ние имаме многу вредности. И јас ова малку ме боли, сакам ние да ја почитуваме и нашето, тоа што го имаме. Без разлика, значи, колку сме стигнале, па ќе бидеме уште повредни. Значи, еве, например, и ради тоа го викам ова со научните списанија. Ректоре, на мала земја како нашата, дали имаме потреба од толку голем број на државни универзитети, а воедно и приватни универзитети? Во ситуација кога Македонија се празни. Интересно прашање. Мислам и за ова треба една конкретна јавна дебата да биде насочена како што треба. Меѓутоа, јас мислам дека можеби грешката според мене направена дека ако веќе има постојни универзитети, можеби не требало да се даваше дозвола за другите. Например, да имаме предност според времето на основање. И јас мислам дека треба ова тема, треба да се отвори, да се разговара и со аргументи, бидејќи да гледаме дали имаме потреба за толку приватни универзитети. Ако имаме 6 јавни, окей, ама значи да се
дискутира јавно, без некоја лоша намера и мислам дека се согласувам дека треба да се нешто да се студира ова и да имаме како држава, не само ние ректорите, универзитетите, професорите, да имаме еден добар заклучок. На крајот од ова интервју, ваше гостување во Трилинг, сега сте ректор, претходно бевте декан на правните студии, по право сте студирале уставно право. Треба ли да го отвориме уставот? Дали е време за потреба за отворање на уставот? Јас мислам дека секогаш може да се направи нешто подобро. Меѓутоа, мислам дека најпрви, според мене, као професор сега разговарам по уставно право, треба да ја толкуваме добро како што е. Со добра намера. Ние секогаш правниците, знаете, викаме дека законот е на страна на странката, значи на доброто на граѓаните. Значи да ја толкуваме за добро. И го имаме и рамковниот договор. Вие знаете дека уставното е променет, изменет со 15 амандмани од рамковниот Охридскиот рамковен договор. Меѓутоа, јас мислам дека почитувајќи го уставот од сите институции, од сите граѓани и после да се разгледа дека ако има потреба, меѓутоа, мислам, потребата и волјата треба да биде реална. Дали партиите го почитуваат уставот или го читаат онака како што ним им одговара или го прилагодуваат согласно нивните потреби? Сега ова ќе го кажам како професор, да не вика дека Добро, ректор повелете. вика вака. Мислам дека имам, малку и да се смееме, имам една игра во начинот на толкување. Јас мислам дека тоа како професор во уставно право, како што ја гледам, значи, јас мислам дека уставот е јасен и има многу ситуации кога треба не само правично, ама со добра волја да се толкува. И граѓаните го сакат, сите сакат да живеат добро, мирно, да се развиеме економски. Знаеме дека имаме некоја криза, меѓутоа заедно да ја надминаме и мислам дека најпрви според мене е многу важен процесот на толкување, бидејќи има добри одредби. Има многу одредби, јас мислам, во уставот што не се користат као механизам за да се унапреди државата. Според мене има многу ситуации што може уште подобро и мислам дека нема нешто што баш смета. За да биде подобар уставот може. Секако, меѓутоа, јас мислам треба да се најде времето. Сите да седнеме, да разговараме, да имаме волја, не например, знаете нешто што може да се направи со добра волја, зашто да има, како да кажам, условно тензија или нешто да се толкува, има можност и може би ќе треба. Јусуф Зејнели, директор на Универзитетот во Тетово, гостин во ово издание на Трилинг. Какво прашање? Не сум добила вакво прашање до сега. Не знам. Македонска политичарка. Може би, моменталната председателка Гордана Силјановска, така да речем.